На неколку денови пред завршување на 2024 година во петокот на градскиот плоштад Свети Гаврил Лесновски се одржа веќе традиционалниот новогодишен хепенинг, на кој имаше многу музика, театарска представа, настап на балетското студио Магија, а најмилите беа изненадени од најпосакуваниот новогодишен лик Дедо Мраз, кој на градскиот плоштад пристигна со мотор. Годинава на новогодишниот хепенинг имаше и новогодишен базар на кој со своји штандови учествуваа ученици од Средното општинско училиште Наум Нумовски Борче, од Општинското основно училиште Браке Миладиновци, Општинско основно училиште Никола Карев, свој штанд имаше и Општинската организација на Црвен крст Пробиштип, каде се служеше топол чај, а собраните средства ќе бидат наменети за хуманитарни цели. Меѓу изложувачите имаше и многу учесници од други градови од Македонија. До мене се наоѓаат представници од Кочани. Вие сте од Кочани, што има на штандот и како ви се допега еве градскиот плоштад како е украсен за новогодишните и божикните празници? Дали и така украсено во Кочани или? Па оваа година Кочани изненадува. Да. Иначе работиме со свеки и гипс. Изработуваме од соен восок, природен. И сме прва година на ваков настан. Како ви се допега овде во Пробиштип? Супер. Супер, да. Иначе, еве, детално ќе ни ги представите вашите производи кои што ги нудите на овој штанд. Да. Имаме дедомразовци. Имаме дедомразовци, имаме елки, имаме ангелчиња, богородици. Да. Имаме гипсени подлуки за свеки, за накит. Вашето име? Љупка. Одлично ви посакам пријатен престој вечер овде во Фала и Пробиштип. на вас овој празници. Еве, поштовани гледачи, се наоѓам на градскиот плоштад и овде во моментот сум дел од, односно не сум дел, туку сум присутен на штандот на Младинскиот центар, кој што работи на територијата на општина Пробиштип и го слава својот втор ден. Како е, што има на штандот овде? Така, ви благодарам Дени. На нашиот штанд овде денес имаме дуксери со логото од Младинскиот центар, имаме капи со надпис од Младинскиот центар кои можете да ги качите затоа што е ладно. Имаме колачиња кои се мрсни ако постите, не се со вас, да? Но сепак посетете не и имаме чашки. Сето ова се со нормални цени и сите пари кои ќе бидат собрани или средства кои ќе бидат собрани ќе одат во насочување за нови активности и можности за младите во Пробиштип. Дека ви е среќен од денот и да се множат годините на Младинскиот центар. Ви благодарам. Се наоѓам на уште еден штанд од многобројните овде на новогодишниот хепенинг, односно на новогодишниот базар овде на градскиот плоштад во Пробиштип. Здраво, од каде доаѓате, како се викате и што има на штандот? Здраво, моето име е Кристина, доаѓам од Неготино и сум член во Сдруженијето Ековита од Неготино. Ние имаме, паста од печурки, користиме со брашно од печурки, имаме од вргањ, од буковка. Имаме исто во нашето здружение има клуб за артивизам кој што младите лица ги изработуваат свечите и исто продаваме вешки маџа. Одлично ви посакувам пријатен престој вечер овде во Пробиштип. Благодарам многу. На годинешниот новогодишен хепенинг кој се одржа во петокот на градскиот плоштад, во музичкиот дел настапија пробиштипската рок група Блекенд и Ана Петам Бенд од Скопје. Еве се наоѓам во бекстејџот на новогодишниот хепенинг, каде што се овие наши сограѓани, рокери, кои што ова е групата некој Блекенд, вечера настапија на овој новогодишен хепенинг. Момци, здраво, како се викате? Представете ја групата, делумно ве знаат, делумно не, но представете себе. Здраво, јас сум Бојан Панов од групата Блекенд. Јас сум ритм гитарист на групата Блекенд. Ова е Блажен, тоа е лид гитара. Другата страна Адриано на тапани и имаме две вокалисти кои што во моментот не се тука. Добро, што вечера ќе отсвириме овде на бината на новогодишниот хепенинг? Вечерва ќе отсвириме 5 песни, 3 од Линкин Парк и една од Мегадет и една од Кори Тейлор. Вие настапивте на Рудер Рок Фестот, вечера сте овде, како сте задоволни, фидбекот како ве прифаќа публиката? Публиката не прифати прилично добро. Бевме задоволни од настапот на Рок Фестот и се надевам дека исто ќе го изведеме и овде.
Ана Петан Бенд е групата која што исто така вечера дел од новогодишниот хепенинг. Здраво, добродетелстве во Пробишти, мислам за прв пат сте тука. Што ќе одпеете вечера и како ви се допаѓа еве градскиот поштад, како е украсен? Дали е подобро тука или во Скопје? Интересно прашање, еве баш ќе почнам со тоа. Одлично е украсено и многу има убава атмосфера и драж има целиот град и кога доаѓавме, а и тука, навистина прекрасно искуство е, верувам ќе биде супер атмосфера вечерва, а во Скопје за жал нема толку украсено никаде место да речам сега за сега. Се надевам дека барем до Нова година ќе биде малку поукрасено, а тука е дефинитивно прекрасно и стварно и со елката и со сите околу што се и светлички и се што е наредено е навистина супер, а и децата ја прават атмосферата дополнително баш убава. И вечерва за вас ќе припремивме еден материјал кој што е, да речем, својствен за македонската музика, една така убава атмосфера со македонски шлагери од сите времења, од Нина Спирова до Тоше, до Каролина Калиопи, таков тип на материјал. Навистина сум многу возбудена и добро ме најдовме и вас и навистина ми е многу драго затоа што и мене ми е лично прв пат да доаѓам во Пробишти и мислам дека ќе биде супер. Фала ви многу.